Добар ден и добре дојдовте во Е-училница. Наставната единица за овој час е збир на првите N членови на геометриска прогресија. Што ќе учиме, односно кои се целите за овој час, кои својства ги има геометриската прогресија и како се пресметува збирот на првите N членови на геометриска прогресија. Прво да се подсетиме дека геометриска прогресија е низа од реални броеви, кај која количникот меѓу секој член и неговиот претходник, почнувајќи од вториот, е константен. Кажавме дека количникот го означуваме со Q, а општиот член на геометриска прогресија можеме да го пресметаме по формулата AN еднакво A1 по Q на N минус 1. На почетокот ќе кажеме неколку основни својства на геометриска прогресија. Нека е дадена геометриската прогресија со конечен број членови A1, A2, A3 до AN. За членовите A2 и AN-1, A3 и AN-2, односно општо за членовите AK и AN-K-1, велиме дека се еднакво оддалечени од крајните членови A1 и AN. Според формула за општ член, AK е A1 по Q на K-1 и AN-K-1 е A1 по Q на N-K. Ако двата члена AK и AN-K-1 ги помножиме, добиваме дека нивниот производ е еднаков на производот од крајните членови A1 и AN, каде што K е број што е поголем или еднаков од 2, а помал или еднаков на N. Односно го добиваме првото основно својство на геометриската прогресија. Во геометриска прогресија со конечен број членови, производот на секои два члена што се еднакво оддалечени од крајните членови е еднаков на производот од крајните членови. Ако AK-1, AK и AK плюс 1 се последователни членови во една геометриска прогресија, тогаш од дефиницијата за геометриска прогресија имаме AK врз AK-1 еднакво на AK плюс 1 врз AK, а тоа е еднакво на количникот Q, и од тука следува дека AK на квадрат е еднакво на производот од AK-1 и AK плюс 1. Со што го добиваме второто својство на геометриска прогресија, која гласи: секој член на една геометриска прогресија, освен крајните, е геометриска средина на двата негови соседни членови, претходникот и следбеникот. Претходното својство може да се обопшти на следниот начин. За геометриската прогресија A1, A2 до AN, членовите AK-R и AK плюс R се еднакво оддалечени од членот AK. Бидејќи AK плюс R е AK по Q на RT, а AK е еднакво на AK-R по Q на RT, добиваме дека AK на квадрат еднакво на AK-R по AK плюс R. А тоа е третото својство кое гласи: секој внатрешен член на една геометриска прогресија е геометриска средина на двата члена од прогресијата еднакво оддалечени од него. И четвртото својство, во геометриска прогресија A1, A2 до A2K плюс 1 со непарен број членови, средниот член AK плюс 1 е еднаков на обобштената геометриска средина од останатите членови. Да видиме како пресметуваме збир на првите N членови на геометриска прогресија. Нека A1, A2, AN се првите N членови. Нивниот збир ќе го означиме со SN, а тоа е еднаков на A1 плюс A2 плюс A3 плюс AN. А ако на местото на овие членови ја замениме формулата за општ член, добиваме A1 плюс A1 по Q плюс A1 по Q на втори до A1 по Q на N-1.
Ако равенството 1 го помножиме со Q, добиваме ново равенство Sn по Q еднакво A1 по Q плюс A1 по Q на втори до A1 по Q на n-ти. Од равенството 2 го одземаме равенството 1 и добиваме Sn по Q минус Sn е A1 по Q на n-ти минус A1. А од тука Sn е A1 по Q на n-ти минус 1 врз Q минус 1, каде што Q е број различен од единица. Со добиената формула се пресметува збирот на првите n членови на геометриска прогресија. Во неа се содржани четирите величини Sn, A1, Q и n и се користи за пресметување на која било од нив кога се познати останатите три. Например, да ја определиме сумата на првите 7 членови на геометриска прогресија, чии членови се 3, 6, 12 и така натаму. Веднаш можеме да кажеме дека првиот член е 3, количникот е 2, а затоа што се бара збирот на првите 7 членови, n е 7. Ја користиме формулата за пресметување збир на првите 7 членови и добиваме дека S7 е A1 по Q на 7 минус 1 врз Q минус 1, а со замена на дадените вредности S7 еднакво на 381. Во вториот пример треба да го пресметаме 10-тиот член на геометриска прогресија ако знаеме дека количникот е 3, а сумата на првите 10 членови е 59.048. Повторно ја користиме формулата за пресметување збир на првите n членови, така што на местото на S10 заменуваме 59.048, на местото на Q3 и ја добиваме непознатата A1 еднакво на 2. Вредноста за A1 ја заменуваме во формулата за општ член на геометриска прогресија во која ќе пресметаме A10. A10 е A1 по Q на 9, односно A10 е 39.366. Следните три примери кои треба да ги решите домашна работа се слични на претходните во кои треба да се пресмета збирот на првите 8 членови, да се пресмета збирот на првите 6 членови при дадените услови и во третиот да се пресмета AN ако се дадени A1, Q и Sn. Геометриската прогресија е низа од реални броеви која наоѓа огромна примена во геометријата, економијата, медицината, хемијата и други науки. Благодарам на вниманието.